Најнапред, добар ден на сите ви посакувам на оваа кратка презентација која ја приготвивме денеска за вас. Значи, ќе го презентираме софтверското решение кој представува една одлична алатка која ќе послужи на полициските службеници да ги заведуваат, да ги водат, евидентираат, пребаруваат, журираат и печатат записниците од случајните сообраќајни незгоди. Ќе почнеме со ќе продолжиме со еден видео запис кој ќе биде доста краток по интерес на времето. Значи, самата апликација изгледа вака. Можем да одиме понатаму. Имаме регистриран корисник кој работи со апликацијата. Значи, ќе се послужиме со, ќе работиме со веќе внесен записник кој што на кој што ќе ги прикажеме најбитните моменти. Значи, имаме самата апликација, има евиденцијски број, датум на евидентирање и статус на изработка на записникот. Податоци, самата апликација е организирана во 9 рубрики, со тоа што се внесува време на случување, начин на пријава, начин на дознавање, јавен обвинител, дали е вклучен или не е вклучен, лица кои се внесуваат лицата кои што се надлежни за увидот, потоа се внесуваат сите оние лица кои што присуствувале во времето на увидот, значи кримтехничари, полициски службеници, обезбедување на лице место, вешти лица, останати лица кои што присуствувале на самото место на сообраќајната незгода за време на увидот. Во следната рубрика, локација, имаме интеграција со територијалната организација, каде што корисниците, односно полициските службеници, ќе можат брзо и лесно да ги добијат податоците од општина, населени места, улици, номенклатурно, исто така податоците за пат, автопатите се дадени, значи номенклатурно имаат избирање така што се оневозможени грешки и многу брзо и лесно се добиваат саканите податоци. Во десниот агол се прикажани геокоординатите кои може да послужат за точното одредување на местото на случајната сообраќајна незгода. Сега во моментот на видеото е прикажано внесување на улица каде што е случајна сообраќајната незгода. Одиме на рубриката околности. Под кои околности се случила самата сообраќајна незгода, какви биле атмосферските услови, вид на коловост, начин на регулирање на сообраќај, карактеристики на патот, сообраќајни ленти и така натаму. Следната рубрика е опис. Зависно од тоа што ќе се избере. Опис на сообраќајната незгода. Овде се даваат описи, имаме информација за опис на место на сообраќајна незгода, податоци за пат, фиксирање на возила и така натаму. Во следната рубрика, значи, ги внесуваме, односно се внесуваат учесниците, тоа се возилата. Овде имаме интеграција со системот за возила, со внесување само на регистарската табличка за сите оние возила кои ги имаме во нашиот регистар. На едно копче ги добиваме сите податоци за возилото, како и податоците за сопственикот. Значи, овде немаме веќе можност за грешка. Некои дополнителни податоци за возилото, значи податок што во моментот правело возилото кога се случила сообраќајната незгода и листата на возила кои биле учесници во самата сообраќајна незгода. Следната рубрика е рубриката учесници, во која што се внесуваат сите учесници, односно лица кои биле во сообраќајната незгода, со тоа што секој учесник е врзан за возилото во кое што
бил за време на сообраќајната незгода, додека имаме и останати учесници како пешаци, велосипедисти, возачи на запрежни возила и така натаму. Понатаму интеграцијата со нови лични документи, значи еден вид на документ и матичен број, само со матичен број ги добиваме податоците за лицето и само со категорија ги добиваме податоците од возачката дозвола на лицето кое што во моментот е возач на возилото кое имало сообраќајна незгода. Преземени останати действија за возачот, значи доколку е алкотестиран, марка, број, промили на алкохол во крвта, анализи за крв и урина доколку се земени. За секој учесник се пополнува овој дел. Идеме на следната рубрика. Следната рубрика е податоци за сведок, доколку имало сведоци, односно очевидци на настанот, само со матичниот број, исто така ги влечеме податоците за лицата од нови лични документи. Тука е другата интеграција. И карактеристики на сообраќајната незгода, значи ја квалификуваме сообраќајната незгода, дали со материјална штета, со смртни последици, износот на материјалната штета и овде сега имаме значи вид на сообраќајна незгода, ова е новина, значи ова се скици кои што се понудени, земени од кадас протоколот и му се понудени на корисникот, односно полицискиот службеник, да ја избере онаа ситуација или онаа скица која што соодветствува на случајната сообраќајна незгода. Многу лесно и брзо. Одиме понатаму. Да, еве ги. Значи тоа се тие скици кои што се понудени и корисникот ги избира. И последната рубрика останати податоци, завршување, време на завршување на увид и прилозите кои што одат на со записникот. Значи колку прилози, колку записници од технички прегледи, медицински белешки имало и така натаму. Значи